Цивил медија. Ова е вистинското време за организирање на една ваква средба, која нуди можност за носителите на одлуки, експерти и заинтересирани представници на јавноста да разговараат за тековната политичка состојба. Ова е важно време за вашата земја. По позитивниот исход од Преспанскиот договор, особено по ратификацијата на пристапниот протокол за членство во НАТО во грчкиот парламент минатиот петок, патот за пристап во НАТО и ЕУ сега е отворен. Дозволете ми да го цитирам нашиот министер за Европа, Майкл Рот, кој напиша за германскиот весник Die Welt: храбри и посветени политичари од двете страни создадоа историја преку нивното сопствено залагање. Дебатите во Скопје и Атина беа контроверзни и полни со национализам и страв. За да се реши ова прашање, премиерите Алексис Ципрас и Зоран Заев политички ризикуваа прилично многу, меѓутоа и многу постигнаа за нивните држави и за целиот регион. И сега ние, и под ние, мислам на македонската влада, македонското општество, како и ЕУ и Германија заедно, мора целосно да се концентрираме на реформските процеси кои конечно ќе водат кон целосно членство во НАТО и ЕУ, врз основа на ново македонско општество, кое нуди можности и најдобрите услови за живење за секого. Дами и господа, патот пред вас и нас нема да биде лесен и понекогаш ќе биде болен. Нема да има автоматизам. А времето тече. Европскиот совет во јуни 2019 ќе одлучи дали ќе започне проширувањето и пристапните преговори во зависност од понатамошниот прогрес на реформите. Една работа е јасна. ЕУ перспективите за вас се вистински и пореални од било кога. Покрај предизвиците од Преспанскиот договор, вие започнавте импресивни реформи минатата година. Ова особено се однесува на судските реформи, административните реформи и борбата против корупцијата и организираниот криминал. ЕУ перспективата е особено важна за младата генерација која има инспирација за Европа. Поради тоа, неопходен е конкретен напредок во пристапниот процес. Тоа е исто така и стратешки интерес на ЕУ. Ако ЕУ не успеа на Балканот, во регионот кој ни е историски, географски и културно близок, тогаш како ЕУ би ја гледале како сериозен глобален актер? Дозволете ми повторно да го цитирам државниот министер Рот. Во време кога популизмот и национализмот го ставаат на испит европскиот модел, помирувањето помеѓу Македонија и Грција представува вистински мотив за останатиот дел на Европа. Обединетост наместо поделеност, диалог и компромис наместо национализам и себичност, тоа е тоа што сите ЕУ партнери треба да го имаат како за пример. Навистина се надевам дека ќе успеете и дека до крајот на 2019 година преговорите всушност ќе започнат. Сигурен сум дека вашето општество и вашата влада ќе успеат да го продолжат реформскиот курс на фокусиран начин против внатрешните и надворешните политички притисоци. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам многу успех во денешната расправа. Цивил медија.